Во годинава што изминува, бевме сведоци на многу порази и падови, но и на успеси, хуманост, меѓусебна помош и поддршка. Новата година е момент да се направат многу нешта во пријатна атмосфера, но и момент да се подсетиме дека некои храбри луѓе бдеат над нашата благосостојба. Новата година секогаш буди оптимизам, надеж и раѓа нови можности, како и во вашите животи и во мојот има и подеми и падови, но и стотици причини и мотиви да не се откажуваме. Ние секогаш имаме обврска да чекориме напред и кон подобро, заради нас самите, заради нашите деца и за општото добро. Мудриот рекол, една гранка лесно се крши, но кога 10 гранки ќе се сплотат, тоа е невозможно. Годината што ја оставаме зад нас имаше предизвици, но и суштински промени. Нашето собрание, по политичката ротација годинава, имаше нов состав и динамика. Покажавме сериозен ангажман во зголемувањето на транспарентноста и парламентарната дипломатија. Годината што доаѓа ни нуди можност да работиме за поправедна и поразвиена држава, во која сите живеат достоинствено и просперитетно. Сечија посветеност е клучна за остварување на нашите заеднички аспирации. Затоа, надвор од какви било разлики, да работиме заедно и да ја направиме реалност оваа идеална држава со нашите заеднички вредности. 2024 беше година на тешки и сериозни околности, не само кај нас, туку и во целиот свет. Војните во повеќе региони, трагедијата на жртвите и ранетите, економското влијание од сето тоа, но и даноците и ефектите од постапките на неодговорните политичари кај нас. Ги живеевме и се уште живееме сите. 2024 беше година кога граѓаните избираа каква иднина сакаат и одбраа, одлучни и убедени како никогаш досега, Македонија да биде повторно нивна. Таа победа не беше само број. Тоа беше јасен мандат од народот за нов пат и нова визија. Ви уверувам, ние ја почитуваме и ја чуваме таа доерба. И секој ден работиме напорно за да ги исполниме ветувањата кои ги дадовме. И ние таа заклетва и одговорност не ја забораваме. 2025 година ќе биде година на надеж, оптимизам, успеси и многу работа. Ќе работиме напорно и посветено во 2025 година, за да успееме да изградиме Македонија каква што сите вие граѓаните ја посакувате и каква што сите ние заедно ја заслужуваме. Македонија која ќе биде повторно ваша. Среќна и успешна нова година, исполнета со здравје, среќа и многу љубов.